Добро утро, уште еднаш и убав почеток на денот на оние кои подоцна се разбудиле. А ние во овој термин повторно ве водиме во светот на музиката, технологијата, иновациите и светскиот шоу-бизнис. Ова второ издание го отвараме со разговорот во студија, а моја соговорничка е една од најдобрите вокали кај нас, која дебитираше далечната 98 година. Освен виолина, таа свири на пијано, гитара и бас гитара, а поводот за незиното присуство овде е новата песна која направи заедно со Апостолос Стефанополос. Велам добре дојде за Андријана Јаневска. Пробав нешто накратко да извадам од твојата биографија или твоето богато CV, иако ако зборував барем за 50% од она што ти го имаш работено, ќе ни требаше да помине цела емисија. Ти благодарам што си дел од нова биси, како што веќе кажавме, поводот за твоето гостување новата песна која што има интересен наслов, има интересна порека пред се. Заедно со грчкиот автор кој што не е познат на македонската публика и преку тебе има можност да го дознаат. Како дојде до таа соработка и со оглед на тоа дека имаше позитивни вибрации од публиката, кој е твојот впечаток за оваа соработка? Јас навистина сум изненадена, бидејќи песната сама по себе не е слична на ниту една моја претходна песна. Инаку соработката дојде на негова покана и иницијатива. Тоа е, значи, Грк, некаде живее околу Атина. Едноставно ме слушнал на интернет, слушнал некои од моите композиции, меѓутоа не беше, односно му се допадна мојот глас како боја, значи како тембр, и едноставно сакаше да направиме нешто заедно. Инаку тој е автор на текстот, јас сум автор на музиката и на аранжманот. И мислам дека направивме една добра соработка со оглед на тоа што, не знам, прв пат еве вака соработувам со грчки автор. Инаку соработката течеше одлично. Мислам, јас уште самиот текст кога го прочитав многу ме инспирираше. Уште буквално истиот ден ја напишав песната, во еден здив што се вели. Потоа неколку недели правевме некои минимални корекции околу тоа како треба да се движи аранжманот и тоа е тоа, мислам дека веднаш се ускладивме. Така, дали тоа значи дека и таму оваа песна ќе биде пуштена? Па да, значи ние е на англиски јазик. Песната е на англиски заради тоа што сакавме да направиме така наречена еве некоја светска, како да кажам, афирмација на нашата музика, бидејќи тој пред се сакаше и на македонски да биде препеана песната, самиот тој значи побара. Секоја чест. Да. Значи јас го направив препевот и направивме и македонска верзија, меѓутоа сепак се решивме да ја пуштиме оваа англиската верзија. Тој моментално е во Њу Йорк, јас и летоска исто така ќе одам во Њу Йорк по друг повод и ќе се сретнеме таму, па и таму ќе направиме една промоција и се надевам дека ќе продолжи нашата соработка. Одлично, убаво звучи, уште еднаш потврдува тоа дека музиката не познава граници, дека не постои ниту еден друг јазик, туку дека е еден. Апсолутно. Одлично. Што е оно што моментално работиш, бидејќи си ангажирана и во МОБ, на факултетот за музичка уметност, колку наоѓаш време, нели имате студија по дома? Добро, така многу звучи, нели, кога ќе се набраат сите тие работи. Меѓутоа јас успевам, за среќа, да направам еден баланс. Значи, од секаде помалку што се вели, значи во ЕК се сега, во ТЕК се мајските оперски вечери, така и кога дојдов исто ти кажав сега малку дека сум, нели, позафатена со оглед на тоа што утре е затворањето со Аида. Меѓутоа, без разлика, значи, потоа ете ќе имаме малку период за одмор и така, значи, ги користам тие паузи, да кажеме. Значи, кога имам одмор од операта, нешто компонирам во студио и така. Тоа сакав да кажам, музиката е секогаш присутна, 24/7 кај вас. Колку наоѓаш време да се посветиш на виолината како некоја твоја прва љубов, соло пеењето, исто така и нови останати инструменти? На виолината, дали нешто трпи тука? Па добро, на виолината секојдневно, бидејќи сепак е мој прв инструмент и тоа ми е работа, нели, свирам секој ден. Меѓутоа и другите обврски секако, како што кажавте, не смеат баш да трпат, него сето тоа сепак мора да биде на високо ниво. За среќа, мислам за среќа, нас скоро завршија и испитната сесија на факултетот за музичка уметност, малку сега се подготвуваме со дипломците за нивните дипломски испити. Така што во таа смисла за среќа имам повеќе време за себе, за своето семејство, за снимање, значи во студиото, ете за некои нови композиции. Има ли нешто во најава сега? Па има, да, значи снимив сега и со еден хрватски автор, исто една песна на англиски исто така, меѓутоа чекам да помине извесен период за да промовираме. Исто така веќе најавив, нели, летово ќе одиме на една мини турнеја, да кажам,
во Нью Йорк и во Пекинг со еден проект, односно композиција, циклус соло песни за мецо-сопран, виолина, гитара и заедно со мојата сестра Николина Јаневска, која е оперска пејачка, таа ќе ги изведува композициите. Мислам дека ќе биде тоа нешто исто така интересно. Тоа е од прилика она што се однесува до авторскиот труд, а што се однесува до мојата кариера. Јас се надам дека до крајот на годината ќе го реализираме мојот долго посакуван целовечерен концерт. Добро, ние сме имале до сега, се разбира, многу концерти како естрадни уметници, меѓутоа ова сепак ќе биде, да кажам, една круна на кариерата, бидејќи скоро 20 години. Тоа сакав да кажам, 98 беше кога се појави, кога дебютираше професионално, инаку од 11 години имаш напишано својата прва композиција, како се спремила. Да, ефтен, да. Туку 18 години веќе следната година, значи некој е целосно полнолетство за окружуваш. Од секогаш си била ненаметлива, значи нема газење по лешеви за да дојдеш до својата цел. Фала Богу, имаше со што да се пофалиш кога станува збор за гласот, она што е најважното и најглавниот инструмент во оваа работа. Како гледаш сега од овој аспект? Што би променила овие 18 години наназад или би одела по истиот пат? Па, едноставно, штом така се случило, така требало да биде. Јас од денешен аспект не ги пеела тие песни што сум ги пеела тогаш, меѓутоа затоа сега имам 35 години, тогаш сум имала 17. Значи има разлика нели во таа музичка, да кажаме, и емоција и експресија. Секој човек еволуира нели со текот на времето. Сваќаме дека се си има едноставно свое време и едноставно што мислам така се случило, така требало да биде, не би менувала ништо. Еве сега значи овие нови композиции ќе бидат во тој манир кој што мене повеќе, да кажам, ми лежи, ми се допаѓа. Не сакам ништо да форсирам затоа што мислам секој оној кој што се бави со уметност би требало, не знам, да си го најде, да кажам, своето место, бидејќи во уметноста, како што кажавте, нема значи наметнување, тука си има едноставно природна некоја селекција, публиката чувствува дали е нешто наметнато на сила, така што за сите има место, кои што се добри, се разбира, кои што сакаат да се бават со музика. Така, според тебе, колку проценти е талентот, а колку проценти е работата? Па нели како не учеа како мали, како беше 10% талент, 90% работа. Меѓутоа има и тука... Јас никако не верувам во тоа. Да. Има други некои математики, затоа што прво талентот не е кај секој ист, нели? Секој е различно талентиран, секој е различно интелигентен. Значи, многу работи треба да се склопат за да дојде еден добар резултат на крајот. Ја мислам дека пред се е важно човек да е среќен. Мислам дека тоа е некоја максима, да кажам, кон која сите треба да стремат. Да, баш така. Значи, како беше, ако го работиш тоа што го сакаш, нема да работиш ни еден ден во животот. Па ја така некако од прилика размислувам и се трудам. Да, затоа што на тој начин всушност воопшто не ми представува ни проблем да работам и по повеќе часови во денот, затоа што едноставно уживам во тоа. И тоа така привилегија да го работиш оно што го сакаш, апсолутно. Имате два сина кои што едниот е 7 години, а другиот е 2. Нема да зборам за помалиот, бидејќи е се уште мал, но за Димитар, кој што има 7 години, како што кажа веќе? 5. Аха, така, значи малку сум погрешила. Колку има афинитети и амбиции кон музиката? Па мислам дека и двајцата се музикални. Малото е уште мало, меѓутоа може веќе да се забележат први знаци, да кажам, на музикалност. Димитар ќе полни, значи, крај на август, таму 6 години, се размислував искрено дали да го запишам во нижо музичко училиште, бидејќи кога јас почував, значи почувавме од прво деление, меѓутоа тогаш имавме 7 години, а сега се нели помали. И од тој аспект некако е многу мал, меѓутоа сепак го пријавив таму на аудиција, па ќе видиме како ќе оценат професорите. А во секој случај природно е некако да се занимава со музика, бидејќи сте вие едно музичко семејство и... Да, би требало, тоа е негова дефинитивно природна средина, бидејќи нон-стоп или ако работам нешто во студио се мотка тука или кај татко му во работилница, додека поправа гитари или нешто додека свири. Тоа е негова природна средина, меѓутоа не сакам по секоја цена, значи детето тоа да го прави, ако има не знам, за друго нешто, некој талент, и ве гледам нешто сака повеќе спорт, значи немам ништо против. Мислам,
Каде што сака, таму ќе го однесеме, па ако проценат педагозите дека го бива, нека си продолжи по свој пат. Одлично. Ќе оставиме оваа песна да заживее како треба. Милување на душата е всушност музичката порака на Children of the Cosmos, така беше песната. И се надам дека одлично ќе помине и грчката публика и нека биде ова можеби еден убав простор или отварање на врата за да се отвори тој пазар. Да, се разбира, зошто да не. Јас сум секогаш отворена за сите музичари, да кажам, за соработка било каде, од каде и да доаѓаат, бидејќи, како што кажавме, нели, музиката не познава на вистина граници. Така, ти благодарам уште еднаш, Андријана, и се гледаме во нека следна прилика. Благодарам. Така, ние одиме со кратка пауза и се враќаме повторно со останатите содржини во Нова Бис.